Конференција полна со ентузијазам за светла иднина на Македонија. Вака изгледаа неколкуте панел дискусии во организација на Обединетата македонска диаспора со единствена порака дека времето за решавање на спорот околу името меѓу Македонија и Грција е токму сега. По вчерашното лобирање Обединетата македонска диаспора, петокот во хотелот Мериот во непосредна близина на Белата куќа организираше панел дискусии за актуелната ситуација во Македонија. Македонците и пријателите на Македонија од сите 5 континенти на третата поред глобална конференција на ОМАД дебатираа и за напредокот изминативе 20 години од осамостојувањето. Дебатата ја отвори првата амбасадорка на Република Македонија во САД, Љубица Ачевска, која годинава и почесен преседавач со манифестацијата. Заменик помошникот државен секретар за европски и евроазиски прашања во Стејт департментот Томас Кантримен се задржа на потребата за брзо решавање на спорот со името. Потенцираше, времето да се стори тоа е токму сега. Се чини дека не е праведно процесот на македонската евроатлантска интеграција да биде цврсто поврзан со ова емотивно прашање. Праведно или не, реалноста на таа поврзаност е неизбежна. Мора да се справиме со светот каков што е. Неуспехот тоа да се реши и штети на Македонија. Ја спречува да го постигне своето заслужено место во НАТО и Европската унија и времето да се реши прашањето е токму сега. Компромисот може да биде болен, рече Кантримен, но смета дека политичката болка ќе биде привремена и вети. Можам да ве уверам дека САД нема да ја поттикнуваат македонската влада да прифати решение што ќе представува закана по суверенитетот, територијалниот интегритет или пак идентитетот на државата и граѓаните. На иста линија е и Ерл Померој, поранешен конгресмен од Северна Дакота. Кажа дека независна Македонија има постигнато огромен напредок и покрај сите препреки. We press hard for resolution of the name issue. We understand that Вршиме голем притисок за решавање на прашањето со името. Разбираме дека главнината на тешкотиите, тоа да се разреши, можеби не зависи само од Македонија, но од друга страна се надеваме дека ќе се донесат креативни решенија, имајќи на ум дека е национален императив прашањето да се затвори. Председателот на Обединетата македонска диаспора Методија Коловски го истакнува интензивното лобирање на конференцијата. Дефинитивно сме многу задоволни од прогресот на ова конференција. Вчера, како што знаете, имавме така да кажеме лобирање, едукација на конгресмени во Конгресот. Успешно мислиме дека поминавме. Околу можеби 100 канцелари се посетија во рок на 3 сати. Според Коловски, сенаторот Џон Мекејн изразил желба да ја посети Македонија. Од други конгресмени, ОМАД добила ветување дека ќе се зачленат во конгресната група пријатели на Македонија. ОМАД не го менува ставот за името, дека Македонија треба да се повлече од преговорите во Обединетите нации и дека земјата заслужува да се вика Македонија, а јазикот македонски. Джейсон Мико, продуцент на документарниот филм за Македонија "Име си е име", додава: Македонија стори доволно. Македонија веќе го направи компромис од 1995 година со знамето и промените во уставот. Сега е ред на Грција. Виктор Мизо, директор на Агенцијата за странски инвестиции, наскоро очекува конкретни резултати од деловната промоција на Македонија во странство. Поминавме 2 дена во Њујорк каде што имавме средби со 3 различни компании кои се во прилично напредна фаза на разгледување на Македонија како инвестициона дестинација. Средбите беа направени врз основа на нивно барање во повеќето случаи, каде што им беа потребни неколку додатни информации. Се надеваме дека врз основа на тие средби ќе се организираат дополнителни посети на Македонија со пошироки тимови од нивна страна и очекуваме некаде кон почетокот на есента оваа година да добиеме некакви конкретни резултати. Тој кажа дека е во САД и за да го конкретизира влегувањето на американска компанија со нова фабрика во Македонија, што ќе започне со работа кон средината на идната година.